Последните минути ни сеќавањата на влашкамалецот Антонија Дона Лабровски ќе се подсетиме на живеачката во оваа мала. Ќе се подсетиме на пријателството, на другарството, на помагањето, едноставно на тоа како се живеело во Влашка мала во минатото време. Влашка мала не е шега, ова е епитетот кој одамна некој духовит жител и го дал на својата населба. Жителите во Горна Влашка мала се од мешан состав, власи, македонци, турци. Но, како што самото име кажува, некојаш тука претежно биле населени власите. Се живеел добрососедски сплотен живот. Луѓето меѓу себе си помагали и се дружеле, раскажува Антонија Дона Лабровски, староседелец од Горна Влашка мала. Корените на неговото семејство Лабровски водат потекло од Јужна Албанија, од областа Музикеја. Лабровски раскажува дека пред повеќе од 100 години неговите предци се иселиле најпрво во Москополе, потоа во Струшка Горна Белица, Битола, а во 1924 година дошле во Горна Влашка мала и тука останале. Тој раскажува како настанала ова населба, а неговото семејство Лабровски е само едно од многуте власи кои во минатото мигрирале од Албанија и дошле во Охрид. Влашка мала е настаната негде пред околу 250-300 години. Првите луѓе доселеници што дошле и го населиле овој дел биле власи од Албанија. Од околината на Москополе, од Москополе и од околината на Москополе. Али Пашјанеци кога го растурил, кога запали третиот пат Москополе, тогаш се разбегале власите и еден дел дошол во Охрид. И во два налети дошле. Првиот налет дошол во денешна Долна Влашка мала, другиот налет овде во Горна Влашка мала. Да ви кажам се нешто вака. Тогаш не било населено место и долго време фигурирале како Горно Влашко село и Долно Влашко село. Со ширење на градов, со населување на градов, како што се приближиле до тога станале како мала. Горно Влашко мало станало и Долно Влашко мало станало. И така да првите селеси биле исклучиво власи и после се населиле турци, се населиле македонци и малово стана, мислам, доста големо. Антонија Дона Лабровски кажува дека едно од првите семејства кои се доселиле во Горна Влашка мала било влашкото семејство Димониеви. Први фамилии кои дојдеа се од Димониеви, Ровинови, поготово Димониеви, така и тој чуен, тој нивно Димониев кодекс. Сега е во Белград негде се чувати. Други влашки семејства се Коровешовци, Мошовци, Рувиновци, Балуковци, Маневци, Чеч, Кипаризовски, Кочовски, Чаковски, Буловци, Михајловски, Миштаковски, Корчаговци, Симоновци, Фанковци. Во Влашка мала се населувале македонски семејства од Охридската и Струшката околина, а често се преселували и семејства од Кошишта, Месока, Строварош. Македонски семејства кои се староседелци во Горна Влашка мала се Джепаровци, Боздогановци, Гушевци, Наумовски, Неловски, Павловски, Спировски, Трајановски, Рибаревски, Белевски, Велевски, Голабовски, Батковски, Василевски, Костовски, Упевчевски, Капричевски, Такиевски, Бандевски, Чајлаковски, Мерковски, Димитриевски, Бурнас, Кузмановски, Печиновски, Љатковски, Шурбановски, Грдановски, Тодоровски, Андоновски, Николовски, Трпеновски, Спасевски, Настоски, Дузлески. Турски семејства се Парталковци, Мемет,
Илјас, Шериф, Усеин, Джеладин, Зуди, Сеид, Груница, Шема. Куќите биле градени покрај сегашната улица Питугули и по споредните сокачиња. Во 60-тите години од минатиот век, многу од семејствата во Влашка Мала изградиле нови куќи и се одселиле во новата населба, денешна Билјанин извори, раскажува Дона Лаброски. Например, улица Питугули. Тој дел натака што е, непарливе бројови. Куќите беа само тие што беа на улица. За ними ништо не беше, све беше поле, све беше јонџа жито, черешни, најпојке, имаше јаболка, нешто тие работа, темиш тие работа. Од почетокот на Питугули до крајот имаме до Чиравот, имаме 6 сокачи што викаме ние. Од џамијава овде наша, викаме ние наша Влашка Мала, па негде на сред пат на Марко Несторовски на полпат улицава беше Влашка Мала. И до тоа, ова го кажувам по тоа што речеме сегашна местна заедница, што и викаме урбана заедница, до таму беа границите, рече било за гласање, било за што било, значи до тој и Даме Груев до пресечкава што имат од Јане Сандански на Даме Груев што излезе нова, до таму е Влашка Мала. Кога почнаја да се гради ново населје, првите куќи што изградија во ново населје беа луѓе од Влашка Мала. Жителите од Горна Влашка Мала биле патриархални, честни и работливи луѓе. Најчесто се занимавале со сточарство и земјоделие. Овој дел овде што дошле, биле поле и биле претежно сточари. Им требало место за испаша за стоката. Држеле ситна стока, овци, кози, тие работи држеле. Погодно било, тие и зимно време тука биле, а летно време оделе Галичица. Таму и држали то, оделе фамилиарно, рецими, ќе се крене 6-7 месеци со си жени, со си деца, со си све, дури и ден денеска стоит, имат некои си какви такви темели, и црква се изградиле, дрвена тие работи, и црква си имале таму. Имат луѓе овде, речиме, од Влашка Мала, што знам јас, ту се покоен Кендро Мош и роден таму дури во планина во Гричица. Во центарот на Малата, кај Чинарот имало плоштад, прашлив и непоплочен, но тука за влашкамалци течел скромниот и мирен живот. Плоштадот бил простор каде што влашкамалци организирале спортски, културни, верски содржини, каде што доаѓал до израз нивниот весел и напреден дух. Фактички центарот на Влашка Мала бил Чинарот. И сега видите, да ви кажам, секој што та беше филата на банкава, Нокерска банка, па тој тафтингот таму, па таму има 2-3 бараки кои се лебара, не знам што, тоа беше едно чистинка, уба, плоштад, баш плоштад. Додуше земјан, плоштад такава, тука се праја собири за верскиве, за православниве празници се праја. Тука се играше фудбал, тука... Вака да ви кажам, значи, човек да доживи треба. Кој ќе се одиш таму да се види, каква развиженост, речиме, каква убајна да речеме на група таму, играт фудбал на таа страна, друга страна вамо фудбал. Трета, тогаш беше модерно, ние вика сега што викаат фанта, ние викаме линија, парина линија, бајами, дупкати работи. И секој својата работа, и то делени, како да речам, то стрикно по возраст. Имаше возрастни појке, па малку повозрастни, па уште помал, и на крајот пионери. И секој си играше својата работа, се бркаше без да се со големо почитување кон другите тие работи така. И верски обичаи нигдека на територијава на Охрид не се правеле така, свечано, речем кога Влашка Мала што се правеле. Дури да речем до скоро, до 20-30 години, таму
никош и не се правеле тие обичаи што сме ги правеле овде. Например, како за Коледа, шетање со звезда, за Лазаре невести, а така интересно за поклади. Викаме поклади, тогаш што да ви речам. И чиш појќаме едно 7-80 души најмалку на коњи, на магарина, преправени со маски, со тие работи, мажки во жени, нешто слично како на Вевчанскиот карменал и тие работи. И се шетаја тука, ќе поминаја со коњи магај ние како дечина трчај по ними, така прави, па одеја до центаров, до плоштадов, на градов, така. За Коледа, дали ми огној се палеа, огној не со дрва. Ние палевме, ова го зборам кој јас кој бев пионерче уште. Ние палевме со смреки. Одевме пред 2 дена. Најмалку, по краста, по планинава, се беревме кој речеме, ние ко пионери, веќе соберевме 15 души. Се кирчината, скепарчината и ќе донесеме, ќе одредеја. Овде оган ќе прават ова тајфа, овде оган овие ќе прават. И редевме смреките на најен. Вервите овие возрастливе, кои ќе направи оган со скала. Знаете како изгледат копа од сено, сток од сена. Така и праја тие со смреките. И кога дојше време, кој ќе полија со гаска, немаше нафта, со гаска ќе полија и кој ќе запалја, то до него, па околу него игра и скока и весели се, така да и знаеме да се веселиме. Влашкамалци посебна страст имале кон фудбалот. Во 1934 година го формирале клубот Билјана, подоцна се формирале и клубовите Свети Ѓорѓе, Младост, Вихор и Стара Гарда. Постигнувале одлични резултати во надпреварите со фудбалските екипи од останатите градски мала. Со спортот Влашкамала немаше равен во градов. После нас беше Крџамија. Али Влашкамала беше на прво место. И меѓу себе имавме надпревари. Овде. И башка после имаме со други мали. Ако ќе играме со друга мала, тогаш од сиве нашиве 3 екипи овде, да речам, под сојузи да наречам така, ќе избереме екипа и играме со другите. Ние имавме врни спортисти, фудбалери из него одавде. Данко покојни, Крсте Велески, да спомнам, Колјо Бошале, покојен. Од Охрид за Вардар во Партизан, стандарен халф. Дај ми Боже Бог да ни порасти, дај ми Боже Бог да ми порасти, да се качам на борови ветки. Дај ми Боже Бог да ми порасти, да се качам на борови ветки. Жителите во Влашкамала изградиле и своји верски храмови. Муслиманите ја подигнале кешан или џамијата, а православните верници црквата Свети Ѓорги. Нашето собиралиште на генерацијата моја беше овде црквава. Играње, сите игри правевме овде, дури овде имаше една круша кајкушка, и викаме, така гранките споре, не море штици, талпи, седоби, сградивме, што знаеме што направиме на куќарка горе. И многу пати знаеме, деца сме се заиграле, да заспиеме и да дојдат родителиве, да не барат кај сме, како сме. Во дворот на црквата имало и основно училиште. Лабровски од школските денови ги набројува имињата на дел од своите другари: Сотир Мано Чота, Васил Балук, Наси Лабро, Јана Балук, Саво Илич, Тана Смиштак. Незаборавни од тоа време се учителите Драго Патче, Тинка Најденова, Мица Груева, Мио Пљаковски, Венера Огненова, Вели Лабровски.
на самава улица, имаше школо, то беше така со димензија некаде ми се чини, имаше 4 големи простори, ходник од среде, 2 од таа страна, 2 од таа страна и една помал канцеларија за учителите. Јас тука завршив прво основно, второ основно и трето основно и прво полугодие од четврто основно. А второ полугодие од четврто основно го завршиме, тога се изгради школово братство во Крџамија. Таму го заврши. Рацете се сижир заклучени. Детството и школските денови носат убави незаборавни моменти. Меѓу бројните доживувања Лабровски се присетува на една случка со попот. Еден имаше поп од Маленка. Имаше, мислам, двајца попови од Маленка, ама еден постар така. Знамот имаше и снег, и на одмор голем. Овде кај куќава од Гидовци беше една стара куќа од Дастовци, тие да дојде од Лешани. И така джисти, врви тој попот, и јас со снегот 1000 пати да повторам ќе одре. Мај не покапа, капата долу. Фрлење. Ама да скига ме загледа тој. И право влегли во училишево и горе се качи. Јас кога го видов, ме јаде јам зашо или народов наш. И се качват горе, ние влеговме на час и да го драго патче. Бог да простите. Излегите надвор, не пораде во ходникот сите. Молим на Попов, кажите кој беше. И јас пред тоа почнав се тресам веќе, знаеш. И тој ми каже тоа. Драго, само вака ме потерна мало и кој ми е закачи една вода, ако не беше оградата од скалите, долу ќе падне оградата. Олка во станав една неделја. Децата од Влашка Мала, како и сите деца во тоа време, им помагали на своите родители во полесните земјоделски работи, носеле леп на печење во фурната, но имале и време за своите омилени детски игри. Ние игрите наши беа, речиме, бинек, викавме со стапи, со мајне, се не знам го викат. Истата работа, ама со поскоквен со мајне, то го викавме тантара пуч. Котка игравме со камења, конзерви бркавме. А најинтересната и по мене така, знаеш, најризична игра беше саља, го викавме, тоа беше нешто како денешниот хокеј. Со стапој и котката ја бркавме, маваме котката. И имаме дупка направена да ја пикниме кутијата в дупка. 2 екипи поделени. И тога се овде кој си удрил, летнала да вчело некого. Се распарало. Кога виде мене ова што ми е овдека, тоа ми е од таква една игра направена модерно. Ама шидел дома, леле, мајка туče ќоте ги удреше и клаеше нешто како да е. Штиците за леп покриени со платно и печени во малската фурна останале во сеќавањата од минатото време. Деновите од тоа време се уште го имаат мирисот и вкусот на свежо испечениот леп. Имињата на фурнаџиите Варе, Кркулј, Каприч се уште се споменуваат помеѓу возрастните влашкамалци. Имаме фурнаџијата, јас што памтам најстари Наста Каприч. Кај што е сега Гранапчево, зграда полициска, кај што е полицајци, баш на тоа место, ама до Патов, поблискуше до Патов, тука беше фурната. И тука Наста Каприч беше фурнаџија. После Настата Каприч, кој си тука дојде фурнаџија Милчо Кркулј. Дојде од Кошиша некаде беше, и тек после Варе така ќе фурната ќе Варета, и со тоа што за разлика речиме од Варета, овие само печеја да однесиш и да печеја. Твој леп си го носиш, чицата нарамо и а Варе покај тоа праеше и тој праеше леп свој леп и го даваше, го продаваше.
прекрасно лепче, домашно лепче, убаво, вкусно. Прстите, што ви рекли народот. Покрај фурната во малата имало и тројца бербери: Џејлјо, Миле Рувин, Мартин Грдан, кондураџиските работилници на Пери, Лена Димитриевски и Шукри, млекарот Стефан Тефи Мано, продавниците на Панти Чечи Шериф. Во малата имало и кафеана, популарно викана Анче, на крајот од улицата Питугули, раскажува Лабровски. Анче, да, тие го држе, тоа беше од Димониеви. Тоа беше на самиот крај се, последната, преку патот автобускава станица. Тука фактички и Дулија го викајќи Дулијата, тука било ко така рампа, да речеме, на некој шта времето. И да, имаше тука Анче и тука баш местото вака можда далеко, за тогаш ема многу згодно, зашто на скатница одавдека и да иде одавдека од Лескојс, од Коселј, од Велгошчи, така да ретко кога таму да немаше луѓе. Од сабајле рано до касно навечер луѓе. Влашкамалци биле чешит луѓе, ке речат староседелците за своите соседи. Ведри и љубопитни, а кон глумата покажувале посебен интерес, таа како да им лежела на духовитиот карактер. Многу често се организирале малски театарски представи. Панди Чеч, на куќата од Пандича, втората, по старата куќа, зеде власва и направи тука еден дом. Фронт вика бе во фронтот. Јас се сеќам, тоа беше Новоград, уште 46-та година. Јас 46-та година се запишав прво деление овде во школа. И библиотека имаше, книвчина таму. Секоја сабота имаше представи заедно, не само младината тука. Од најмал до најголем учествуваше заедно со војскава. И се дава прекрасни рецитации, песми, едночинки, скечови, тие работи. И во тие се така луѓето кои беа вистина истакнати, беа Перо Дена беше махер. Мирко Корвеш махер. Стојче Нело беше махер. Беше Владо Шурбан, да, Шурбан зашто тој тука влашкамалец. Кој беше други? Се ни да е од други оддел. Знам Перо Спировски, Перо Чао, до скоро го знае, јас и него. Тој. Васил Симак, и тој беше во тој театарот. Да, не спомнав и Симаковци, Шаковци, Мановци, ги забораев. Мановци, тие староседолци тука и така. И се даваше, поготово, одве се чекаше, фати така пролет до наесен, озаду имаше бавча, голема бавча. Можда бавчата беше ич по ичама, најмалку 30 метра во должина. И некаде 2-13 метра широка. Столои наредени, при 150 столои. Бира направена убаво. Пердината, клавање. Прекрасно беше. Баш во куќава ке такиевци, не ке в средната, ке тодел, ке што се вики Сатканицана. Тука пионериве тие. Море рецитации, море не знам шо. Пак ајде столчина, молчина, стари луѓе, жени со столчина си односи тоа од комшите си седало тука, 2 чаршави трп, отвори чаршавите, прави. Си оправивме сами интересен живот. Скромниот, но добрососедски живот на влашкамалци се гледа и во начинот на меѓусебното почитување и разбирање. Лабровски си приспомнува за некогашните денови, кога се собирале да слушаат вести во дворот на нивниот сосед, кој го купил првото радио. Благо Бошале покојни и Колјо Бошале, братот покојни, тие оди израстија со баба му Маруша. И тука живееше Вујко му Димче Колцар, интелектуалец, факултетски образован учител. И тој имаше радио. А куќарчето ниско убо натре, едно дворче, толку уредено убо, и се ние на пеџерата слушаме, тој ги отвореше пеџерата и пушаше радиото. Појке и ние собрани 10 души, појке, да слушаме преноси за фудбалот и тие работи. Воопште не чувствувавме ото дали овој е влав, дали овој е македонец, дали овој е турчин.
Воопште. Тоа ќе го почувствуваме кога ќе дојдат тие празниците, речиме, за Бајрам, за тие работи, обавезно со турците, тие баклави, тие јајца, тие работи. Иначе дружењето, бош сачувај, ма како, значи, и родителите, да дојдеше да се пожали, речеме, некој вака детето твое или така детето твое направина, своето ќе го искараше, ќе го награше. Значи, невиден соживот. Значи, немам зборови, за жал нема ни на трунка, ни процент сега, со тога што беше. И многу горд сум на таков соживот. Лабровски се присетува и на првите игранки од нивната младост кои ги посетувале во градот. Значи, игранки правиме овде редовно. Друго, ако почне игранките во Охридов, и речеме во Кошиш се правеше игранки, се правеше некош во Свети Климент, се галерија кај што и таму во таа салата се правеја игранки. Ние можда шо знам, можда догорано созревме, ние со 16 години веќе бевме редовно, добар ден, редовно бевме на тие игранки. И то целата ефа, кој одеме, 8-9 души одеме. Во гимназија на игранки одеше, во гимназија Деновите од младоста не можеле да се замислат без летните денови и езерското капење. Лабровски си приспомнува и за далдисувањето во езерските води, каде тој и неговите другари барале школки и за ситни пари им ги продавале на занаечиите кои изработувале седев. Така заработувале скромен джеперлак. На капење, прво, првенствено, ја почнав мисли, овој е градска плажа. Колку речам градска плажа, правам муабет за пионери, уште кој бевме негде до 13 години во градска плажа. Мислам, градска плажа беше многу уредена. Прекрасна, со песок, кабини, од оваста на 50, од оваста на 50, 2 денари беше, клучи даваја, си јој, си оставаш, многу убаво, многу културно, многу фино. Таму. После се префали петите, што го итуше пред да се направи петите, пред петите, тука ни беше плажата. Од време на време, одеме и по синдикални. Така. Ево некој оде, јас да пријадам кажам, канео 2 пати во животот сум бил на плажа. Некако. Појке това, значи, беме пред Палас, што го направи. Од кога направија Палас, поготово, од кога направија Палас, да ви кажам ја. Нели имаше, не може да се ти си, 2 сплавој направено покрај мостот, јера тука имаше и ватерпол се играше, имаше надпревари во пливање се држеа тие работи. И имаше 2 сплавој некаде, можда 7 на 7, 8 на 8 на Бурина, како што е. И сега, гужва многу, и ние, тајфава наша, и како што да правиме, како да дојме некако до ова, никој да не се беше на сплавов. И велиме, знаете што, правиме муабет, измислиме и Јана покојни. Кој как ќе влези, рече, облечен, од врата не ќе опратиме. Или плячки носи, рече, под мишка, ќе офатиме и ќе офрлиме во езеро. А вамо, ако дојде некој на сплаво, фрляме, како да е во вода. 1 ден, 2 дена така, и луѓето не идеја појке. И сега ние 7-8 души, и сплавов цел наш, после со години си играме. Антоније Дона Лабровски не акрие носталгијата по минатото време и некогашниот начин на живот. Вели, тоа време и покрај сиромаштијата беше духовно многу побогато од денешното. Не да жалјам, отпој ќе жалјам, да ви кажам. Сега нормално ќе се речите, ево сигурно ќе жалиш кој се сторил старец, тога си млад. Меѓутоа, да го исклучам тоа. Се жалјам за начинот на живеачка. Знаете што, кој ќе одев кај другар дома, или кој ќе дојде кај мене дома,
тука не се знаеше да онак виж да сториш. Влези, првото што ќе беше мајка ми или ќе ќе јас, пела му, ова има за јадење. Да. Од срце, при мен, како да речам, без да, може да лепи сол ќе ти дајал, што се викал, така. Зашто не да искрено да ми нема мене ова јадење сегаш Боже сачувај, се знаеше да одоша беше како беше. И сакам да речем ото искрено, како да не чувствуваш дали ти е мајката или како да речем таа мајка му на другарот. Многу бевме врзани. Денес Горна Влашка Мала е современа градска населба која драстично го променила некогашниот изглед. Постанала современа населба со убави куќи, поплочени улици, но со се помалку комшиски начин на живење, затоа што современиот начин на живот го зема својот данок. Денес остануваат само спомените во сеќавањата на повозрасните влашкамалци и чинарот кој вишне кон небото и ги чува убавините и тајните на некогашниот живот во Горна Влашка Мала. Нам